други гледачи, добро вечер. Добредојдовте во емисијата Арена е на 2 дена пред најлудата ноќ. Новогодишна, нели, има емисијата Арена за во која што ќе проговориме за фудбалот. Ете, со фудбалот почнавме на некој начин, со фудбалот и ќе завршиме. Ќе направиме една ретроспектива на се она што се случуваше на фудбалски план во Македонија, дали е тоа клубски, репрезентативен, какви иднини имаме, што сме сгрешиле, како сме сгрешиле, што е добро, што е лошо. Значи, сето тоа ќе го зборуваме вечерва. И кога размислував кого би можел да повикам како гостин за да го одработи, ајде така кажам, сето тоа на најубав можен начин, значи ми требаше човек кој што ги познава сите работи, човек кој што е цел живот во фудбалот, човек кој што е без влакна на јазикот и човек кој што знае што ќе се случи понатаму. И од сите тие немав многу голем избор. Мојата одлука падна на, се разбирам, од вечерашен гостин, господинот Владко Димитровски. Владко, јас нема да те персирам заради тоа што се познаваме многу одамна, нема да ми замериш заради тоа. Добро вечер и добре дојде во емисијата Арена. Мислам дека ова што го реков околу соговорник, дека не се излажав многу, дека си човек кој што го познава цел живот и во фудбалот, може и да предвиде некои работи, еден комплетен аналитичар би рекол. Токму така. Добро вечер на гледаците на телевизија Сонце. Со фудбалот се занимавав 20 години. 20 години после тоа го пратам активно, вклучувајќи ги заедно со моите деца кои продолжува на некој начин да играат и нормално како љубов една вечна останува, ги гледам, ги согледувам се што се случува, ме интересира, се радуеме на сите успеси и тагуваме на сите неуспеси во фудбалот македонски. И кога сме кај тоа, дали ќе тагуваме или ќе се радуваме, имавме оваа година и радосни и тажни моменти. Може би најголемата радост ни ја придадија младата репрезентација со пласманот на Европско првенство. А најголемата тага е што репрезентацијата се наоѓа на делба на 162-та до 164-то место. Сега како да почнеме? Едно би те замолил, значи, накусо да ни кажеш што како мина на клубски план, на клубски ќе пришеме, ова првенство, бар и оваа половина. Па оваа година фудбалот у Македонија имаше два моменти што се светли. Успехот на младата репрезентација, историски постигнат успех, и добрите игри на Шкендија во купот на УЕФА, која стигна до трето коло. Тие се едни светли моменти на фудбалот, а иначе резултатите на репрезентацијата и другите клубови, вклучувајќи го и првенството наше домашно, мисламоти не се за некоја пофала и треба многу да се работи на тој план. Од посетеноста што би требало во прв план да биде, затоа што фудбалот сепак се игра за гледачи, и за подобрување на квалитетот на клубовите и на самото првенство. Дека Македонија го сака фудбал, па се пример оние клубови од Македонскава лига, што се меѓутоа не е прва македонска, не е втора, трета лига, каде што има и на оние локални дерби под 8, под 10.000 гледачи, а на прва лига не доаѓаат. Зошто е тоа така? Ете еден, не знам како би ти кажал, куриозитет може би. Па парадокс е кај нас некој пат некои локални дербија да бидат попривлечни за гледачите, отколку, например, некои поранешни историски дерби, као што била Вардар со Пелистер, Вардар со Работнички, Шкендија со Ренова, Вардар со Шкендија. За жал, оваа година, место да се подобра, не ова е, уопште, мислам, со тек на годините како што иде, место да оди напред, у тој дел стагнира македонскиот фудбал. Тоа ми беше следното прашање, како следаш ти, сега ми го даде и одговорот, како одминуваат годините фудбалот, место да се подобрува, паѓа се подоле и подоле. На репрезентативен план сме 162. Да. Дали е тоа реален одраз на можноста на Македонија, на резултатите? Па вака ја би кажал. Значи, таа табела што ја дава УЕФА дава некои резултати, мада мислам дека има некои репрезентации што се пред нас
мисламоти се многу зад нас, меѓутоа дава некој сигнал дека македонскиот фудбал репрезентативец не е на тоа ниво на кое што би требало да биде. Сега, за да може репрезентација Македонија да има квалитетна, треба клупскиот фудбал да го подигне своето ниво. И од таму да се црпат квалитетни играчи што би отишле надвор или би играле во домашно првенство за да може да се направи. Македонија во моментов нема толку голем избор на играчи што би биле за репрезентативен калибар. Меѓутоа, ако и тие што постојат еден фонд се заобиколат или на некој друг начин не бидат ставени да направат една конкурентна екипа која што ќе се базира само на квалитетот и конкуренцијата за сите да важи, е првиот потек што би требало да почне да функционира за да можеме ние некое место да идеме напред. Ние, да речеме, не можеме да се мериме со едни фудбалски велесили. Меѓутоа, дека може да се израдуеме на некоја победа на репрезентацијата со екипи на наше рангиште, слични, посилни. Фудбалот е тој кај што дава можност, кога играме со нашиве соседи од околина, кај што има простор да биде едноставно интересно, дека не сме само тие што ќе излезат за да изгубат, него да направиме некој резултат што ќе ни ја даде вербата и да почнеме да играме подобро. Сакам да прашам друго нешто. Еве, Вардар направи камп. Веќе 2 години колку ги има тој камп, една година, 2 не се сеќам, веќе не јас. Самсоненко е 3-4 години, ако не и повеќе. Дали за 5 години, или да заокружиме дека и 5 години, дали за 5 години веќе требаше да излезе бака 1-2 дечиња да покажат? За Вардар зборуваме конкретно. За Вардар конкретно, Вардар веќе една година, да речеме, како што почиња да го користи ефективно кампот што го има. Добар потек е и тоа мислам дека треба да биде пример за сите останати клубови кај што треба да инвестираат во инфраструктурата. Меѓутоа, покрај тоа, работењето со младинските категории бара трпеливост, треба да се обучат и тренерите што работат таму и на крај да сето тоа се спои како тие играчи што ќе стасуваат од младинските школи на полесен начин дојдат да им се даде шанса во првиот тим да видат дали има можност да ги заменат више тие што се. Тоа сакам да прашам, дали е можно после 5 години колку е Самсоненко во клубот? Да. Е можно да не излезе ни едно дете од школата на Вардар, да дојде на вратата на првиот тим? Па за жал мислам од Вардар исто има неколку и со самите влегувања, идења, доаѓања на играчи си ја потврдуваат таа теза. Вардар за задниве 3 години имаат преку 15 играчи што биле дојдени у Вардар и после као неперспективни си отишле. Па зашто доаѓале тоа? И па тоа е проценка што треба да ја кажат и да ја направат тие што ги довеле и што ги пуштиле назад да си одат. И тоа играчи со звучни имиња што користеле по 3 месеци, словенци, од други странски земји, не знам, ваму по 3 месеци си одат, се раскинуваат договорите, еве ги сега исто со тие Окбонга и тие другите. Да. И индиректно, Миушковиќ и такви некои, индиректно, фактички, перспективите на тие деца што работат, мислам дека им се ограничени. И дека треба Вардар другачие да почне да работи, дека тоа еве гледаме не работи. Треба со своји деца веќе, тие деца неки имале тогаш 15 години, сега имаат веќе по 20 години, значи не е можно дека ни едно дете не покажало. Тоа е прашање сепак мислам за тие што се таму, има таму доволен број на тренери што можат да проценат и на некој начин да понудат дека од тие деца има што треба да играат и не само тие што се од младинските школи, има доста македонски играчи и Вардар увек бил, да речеме, условно кажано, магнет за сите играчи од македонскиве тимови, па најквалитетните од другите тимови биле као што е у Германија Бајерн ги прибира, така и Вардар може да ги направи и да им се даде простор, така се поставува клубот, така се ствараат играчи од наши играчи, што ги викаме, за после да имаме силна репрезентација. Така е, за наши играчи, сите сме ние желни, значи изборувам дури и оние кои што не навиваат за Вардар. Така. Во Вардар да има некоја звезда наша македонска. Така. Па знаеме, ајде вашата генерација, значи потоа доаѓа Панчев, па Шакири, па Бабунските, имаше имиња, имаше кого да гледаш, сега веќе еве познаваш некој играч на Вардар?
Па вака сега, од тие што се таму едини играч, го читам сега во последно време у вестниците, може ке се оди, а потекнува од школата на Вардар е Асани. Друг играч, например, од тие што се таму, од приближно нема ни еден. Има од постарите што се Грчанов и тие, меѓутоа тие се више од биле и надвори, меѓутоа овие се од тие што, да речеме, се некоја перспектива што би требало да дојде. Али Вардар има можност, има база, има тренери у младинската школа, треба сето тоа да го концепира и да најде начин како да се направи, да направи еден тим кој нема у македонското првенство, да речеме, само да биде првак, треба да направи некоја улога да може да створи некој резултат во европските купови. Истото се однесува и за Шкендија, еве да не рече дека само за Вардар зборуваме. Значи таму е Агим Ибраими, добар играч, репрезентативец, и да отиде некаде има кого да гледаш. Значи има звезда, Хасани и така натаму. Ми се чини дека повеќе звезди, условно речено, има во Шкендија, колку што има во Вардар. Да, Шкендија има и резултат прошлата година у УЕФА направи добар, тимот функционира. Вардар и Шкендија се единствени светли точки каде што финансиите во моментот, што е многу битно за нашиот фудбал, се стабилни и тие екипи, еве задниве 3-4 години, се единствени конкуренти кои ќе биде од нив прв. Сега, Вардар успеа да направи еден тренинг камп, кај што една перспектива на клуботе. Шкендија има играчи, нивни што отишле и што играле у странство, докажани што ги зима. Меѓутоа во Шкендија пак има еден друг проблем, они немаат база кај да тренираат и таму треба више некој, ако мисли на клубот на подолгачно време, да го направи тоа што е со кампот како што го има Вардар и со тек на време и таму да се произведуваат. Тоа е само перспектива. А што е со Пелистер, со Победа, со овие клуби, други работнички? Па во последно време Пелистер више покажува некој резултат. Пелистер и Битола као град биле стално извор на таленти и се работело. Добро е еден таков тим да биде повторно во првата лига, кај што ќе привлече и ќе биде еден, како да кажеме, производител на играчи. Победа е далеко од тоа, иде се бори за опстанок, меѓутоа као фудбалски град кај што публиката е желна за фудбал, добро е да го има таков као центар, да постои и се ствара една слика за фудбалот у Македонија кај што сето тоа заличува на нешто што пред тоа носталгично не потсетува. Истото важи и за Штип за Брегалница, меѓутоа резултатите не се. Слушам сега дека во Борец има добар спонзор. Па добро, Борец е више трета лига, тоа е на некое друго ниво. Добро и пожелно е кои ќе се јават добри спонзори во клубовите, оти сепак финансиите се еден старт кај што ќе ги покрај знаењето даде резултат. Златко, дали првата лига, за разлика од пред година или две кои играат Сарве Дори, така натаму залича малку на прва лига зборуваме? Па личи, у секој случај личи. Пелистер, Победа, Вардар, Брегалница, личи нешто со тоа што сега треба да почне да се врати публиката. Односно, да бидат више интересните резултатите и, како се вика, квалитетот на игрите да почнат да даваат еден мамец за да дое публиката. Не знам дали ќе се согласиш со мене, ама младата репрезентација на последната средба со Шкотска, игравме тука, она што решаваше, нели? Публиката покажа дека сака фудбал. Така е. Стадионот беше 20.000 и кусур можеби скоро полн. Меѓутоа, имаа резултати момчињата, направија, донесоа возбуда, донесоа, го качи адреналинот во секој најавач и стадионот се наполни. Значи, не важи она дојдете, значи играјте, публиката сама ќе си дојде. Така е. Мора да се постават работите како што треба. Значи, секој пат резултатот бил тој што бил мамец за фудбалот. Истото се случува за репрезентацијата. Не постои, мислам, никаде репрезентација која нема таква, која не е посетена од публиката. Кај нас со резултатите што се постигнати, ги враќа назад, доаѓаат со некои големи тимови, фактички не доаѓа да ја боде нашата репрезентација, доаѓа да ја гледа Италија или Шпанија, што не е добро. Треба да дојде и со Албанија, да дојде и со Андора и со било кој од тие земји, за да се види дека тие стојат за нив. Меѓутоа, тоа е така сега во моментов. Тоа е оно што се однесува и како гледаш тие, барем мој прв дел од првенство, е поквалитетен или послаб од минатиот?
Па не знам, мислам дека нема некоја голема разлика. У секој случај, двата тима што се Вардар и Шкендија многу одскакаат од другите. И другите треба да гледаат сега да се приближат од нив. Тоа фактички им дава една комотна позиција, па може и они заради тоа малце лававо влегуваат у некои игри, али у секој случај као некој квалитет, некој напредок, не знам каков не се гледа. Добро е да биде поизедначено, меѓутоа да биде изедначено унапреднување у квалитетот, а не овие што се сега горе да бидат паднати доле за да може да се изедначат со послабите екипи. Кај нас изгледа обратно, место овие да повлечат, влечат тие надоле. Долмите, да. Добро, ајде да видиме, значи останува втори дел од првенство, единствени кандидати за титулата се, барем за сега, Вардар и Шкендија. Тука е Пелистар некаде, не знам кој друг тим би можел да се умеша. Па реално за титула, мислам сем Вардар и Шкендија, дека другите екипи без да се навредат, тешко дека би можело да стигнат. Во тој дел кај што за излегување во Европа рамноправно учествуваат Пелистер, Работнички, Силекс, како трети, четврти преку купот да излезат, а иначе за првото место мислам главната борба ќе се води меѓу овие две екипи. Знаеш што ме интересира, сега ќе ти поставам едно прашање. Разговаравме малку пред емисијава, а со оглед на тоа дека подготвуваме емисија за тоа беше фудбал, нели, со фудбалскиве легенди во светот. Да. И ја гледав, подготвувајќи се за таа емисија, читав едно интервју на Владимир Беара, кој што бил понижуван во Хајдук, кој што не бил пуштан на стадион, кој го сметале за предавник и така натаму. Како е организационо ти целиот свој живот, најголемиот дел од својот живот фудбалски го помина во Вардар? Дали Вардар води сметка за своите легенди, значи уште и дали клубовите воопшто во Македонија, значи не зборам само за Вардар, ајде. Има од Штип, има од Беласица, има од Победа, има од Битола и така натаму. Дали воопшто клубовите водат сметка за своите, ќе речем, предци, не предци, него за своите фудбалски легенди? Па за жал, мислам, тоа е една стварно таква ситуација како што се случила и на Беара, поготово во македонскиот фудбал. За македонски, да, тоа пример го кажам. Значи, тоа не е толку колку што ќе им се оддаде почит на тие што го граделе клубот, учествувале. Мислам, и на клубот му се потребни, затоа што учејки и покажувајќи такви играчи што играле во Вардар, во Победа, во Пелистер, тие им се идол на другите што треба да дојдат. Фактички клубот, користејќи ги своите легенди, треба да створи своји играчи што ќе им бидат пример како да се стане од тоа. Во моментов, далеко сме од таа работа, има многу банални ситуации кај што се случуваат на такви легенди што постојат у фудбалот да бидат увредени од ова, меѓутоа реалноста во Македонија за жал е таква. Дуро, имаш некаква представа зошто е тоа така? Па не можам да ви кажам, мислам може до менталитетот е. Ние, еве да речеме, сме играли у таа поранешна држава наша што беше и како играч на Вардар кој ќе поминеш некаде по некој случајност во некој клуб од поранешна Југославија, поише или ти се радуваат или ти прават лице ако ништо друго отколку дома овдека во Македонија. Дали некој мисли дека некој ќе му земе местото, има некој од нас што се занимаваат со фудбалот, има некои што не се занимаваат. Меѓутоа, пиететот оставил таму, ти нема потреба да го осеќаш него како некој конкурент утре за некое место или не знам што, како го размишлуваат, не можел да го објаснам другачи. Не, навистина е смешно еден, ајде да кажеме, еден Драги Сетинов, еден Змија Балевски да се повеќе ценети во Хајдук отколку во Вардар, да не е ценет еден Метал Спасовски во Вардар, или пак еден Дарко Панчев да го чекаат со расширени раце во Звезда, а во Вардар нема место, мислам тоа е неприфатливо во секој случај. Волете сега да не критикуваме у некои ситуации кај што, да кажеме, некој треба на некого да му дава почит или бил. Меѓутоа... Не треба почит. Треба почит. Треба толку колку што си биде. Меѓутоа, значи, треба да биде поставено тоа како такво во клубот. Фактички, големината на клубот се гледа по тоа кој колку и на кој начин си ја прави историјата од
почетокот и како се надоградува понатаму, чисто ради клубот. Иначе на никого не му треба да речеме што ќе отиде да се напие едно кафе у Вардар или да дојде. Ама убаво е кога ќе знаеш дека некој се сетил. Пријатно е кога ќе се дружиш со тие што биле генерации втори, трети заеднички и тоа е фактички големината на било кој клуб. Така, ајде додиме се на репрезентацијата. Мислам дека колку толку го абсолвиравме овој проблем со фудбалов клубски, дека не е на најдобро рамниште, дека единствена светла точка ни беше во Европа Шкендија, дека Вардар и Шкендија, барем во моментот го скакнуваат од другиве и дека се друго веќе пододе во борба за опстанок. Значи, тука некаде би го сублимирале се тоа. Што се однесува до репрезентацијата? Рековме дека младата репрезентација направи најголем успех до сега што се однесува до македонскиот фудбал. Ако ја тргнеме футсал репрезентацијата, пошто и Железарец како таков, пошто беше шести во Европа, да не заборавиме. До кај сме се репрезентацијата? Дали уште е полигон на селектори, на играчи, на... Па вака сега, ја мислам, репрезентацијата више мора да се постават некои во клубовите. Секој има право, кој инвестира своји средства, да си одбере кого сака и да работи како сака и на него да му одговара. Можеме да даваме совети, да кажуваме, да помагаме, меѓутоа тој што ги обезбедува средствата е надлежен. За разлика од тоа, репрезентацијата ни е на сите. Во репрезентацијата не може да се игра, нити па да биде некој полигон или ја што викам автошкола за обука на кадри, на тренери, на играчи, промовирање, не знам, директори или било што. Треба да се одбере тоа што е најквалитетно у Македонија. Да му се дае поддршка и во репрезентацијата играат и настапуваат тие што се најдобри. Нема ни стари, нема ни млади. Нема ни добри, ни лоши. Тие што се најдобри. Одговорноста за тоа ја превземат тие што се назначени. Он може да комбинира и да прави, меѓутоа на крај одговара со резултатот. Сега, ако нема резултат, а со такви се служиш работи кај што конкуренцијата ја правиш на овој или на овој начин, ќе се види. Значи, автошкола во репрезентацијата во Македонија не треба да е дозволено. Треба да играат тие што се најдобри, да биде избран тој што е најдобар селектор и за сето тоа треба некој утре кој ќе заврши да дојде да одговара. Дали ова што 7-8 фудбалери од младата репрезентација се прехврлени во репрезентација добар потек? Па вака, јас викам вака, нема млади и стари. Ако тој што е селектор мисли дека тие играчи можат да играат, слободно, може да ги постави таму. Одговорноста е негова. Меѓутоа, конкуренцијата е таја што прави напред да оди. Ако ти направиш конкуренција здрава со млади и со стари, не е битно. Има играч што може да игра и играч што не може да игра. Тие од млада репрезентација више имаат по 21-22 години. Не се ни млада више? Не, како играчи више у некои други држави играат. Има квалитет, стај и одговарај за таа работа. Напредна конкуренција игре. Ние све се жалиме, овде примавме ваков гол, тој се лизна, овој шутна, овој не даде гол, не направи. За секоја работа, тој што ја води репрезентацијата треба да одговара. Од друга страна, основа на било која работа е конкуренцијата. Направи здрава конкуренција во репрезентацијата, па ако тој што греши не е добар, има друг приближно добар, дај му простор и шанса да се направи. Меѓутоа, експерименти со репрезентација нема. Еве пример е Шпанија. На 35 години го викна да дебитира, у тој момент му одговарал, му треба играч што го зема. Игра добро, заврши, више ќе си оди. Меѓутоа, ако е млад и млад, нека игра. Нема, во репрезентација треба да играат во моментот тие што се најдобри. Тој што ја води, треба да одлучи и да стои за таа одговорност. Како ја гледаш ти ситуацијата во репрезентацијата? Имаме ли ние сега, комбинирајќи ги тие од репрезентација со овие млади, имаме ли репрезентација која што за година-две може да тргне напред? Па и порано може би. Вака, Македонија со ова што го има како избор во моментов за играње, тешко дека може да се мери со репрезентација или да учествуваме на некое првенство. Меѓутоа, да бидеме последни, во групата нема. Прв тоа почна Чеде Јаневски. Прв селектор е кај што
заврши последен со репрезентацијата пред 4, а имаше огромна поддршка и од публиката и од навијачите. Натаму сега ни дојде као пракса. У двата наредни циклуса последни сме у групата. Значи, ти не може да се надаме или да кажуваме дека може да направиме, да отидеме на некој свет. Меѓутоа треба да почнеме да бидеме предпоследни, да бидеме трети, да бидеме втори, да направиме некоја победа, да може да се израдува овој народ. Со овие играчи што ги има сега на располагање и некој што може да ги одбере, да си ги одбере да направи, да си одговара, ние не може да не направиме ни една победа. Не постои таква репрезентација. Значи, ако не можеме со Италија, ако не можеме со Шпанија, можеме со Бугарија, можеме со Албанија, можеме со Луксембург, значи има репрезентации кај што сме на некој ниво кај што може да добиеме некоја утакмица. Владко, вчера излезе Инфантино, Џани Инфантино со предлог, тоа во јанари ќе биде разгледувано, нели на светско првенство дадат 48 репрезентации. Да. Сега се 32. Да. Тоа значи секоја пета, без малку, значи во светот, да има шанса да отиде на светско првенство. Ти имаме ли тука шанса, ако биде тоа прифатено? Да биде барем пети, не знам, втори, трети, пети, не знам. Ако мислам, мораме да се надаме и мораме да работиме у тој правец. А резултатот нормално ќе дојде ако се постават работите и ако почне да функционира како што треба. Убав предлог е за такви како нас мали, условно кажано, да може да стигнеме до некој ниво. Исто беше и сега, ова што беше Европско првенство, кај што има, меѓутоа треба да си спремен. Македонија како држава што инвестира во фудбал, клубо и тако собереме, например, да речеме, сите заедно на куп, испаѓаат колку еден Динамо Загреб. Со таква инвестиција, ние, значи, треба да видиме кај сме. Нормално, тешко е, меѓутоа дека може да се ствараат, да се работи со млади играчи, да ни биде пример како што е, да речеме, Србија, Босна, па еве и Црна Гора. Ние сега едини со кои што можеме во регионов да се конкурираме, ни остана само Црна Гора. И тие се више, еве, направија победи. Имаат надвор интернационалци. А веќе е прашање. Збориме за домашно првенство, лигата, тука сме од прилика. Сега, ја спомнам лигата, јас ќе мора, сега малку посериозно ќе поразговараме. Предлогот на Македонија за регионална лига. Словенецот, како се викаше претседателот на УЕФА, тоа го одби, Да, така, нешто на черна винца. Не е важно. Инфантино поима нема. Србите викаат тоа е желба на некој македонски функционер. Ова е нешто што е 20 години актуелно. Така. За справање на регионална лига. Меѓутоа, сега сите се чудат од каде тој предлог и текнал на Македонија и на... Јас го повикав господинот Дечиновски да ми биде, Васко Дечиновски да ми биде гостин, меѓутоа поради некои причини не дојде. Сакав да видиме кој е предлогот и како би се одвивало сето тоа. Значи, до нешто јас го знам би стигнало повторно по групи, нема да биде лига како лига, него по групи, значи нешто како Европско првенство, како УЕФА лига, како вамо тамо, а не знам. Значи, тоа е што сакам да видам како е замислено. Дали е прерано за една регионална лига и твоето мислење? Па вака, сега тоа од прилика ја како што го пратам, би дошло нешто како АБА лигава во кошарка, како една проба. Меѓутоа, за разлика од кошарката, во фудбалот има огромни пари, средства, што ги има УЕФА. И у склоп на целата таа работа и политика, другиве држави што се понапредни од нас со фудбалот, Хрватска, Србија, Словенија, на почетокот можда, не знам, одговарало со еден-два тима, меѓутоа на крај можда математиката им испаднало дека не се исплати, искачаат од Хрватска у Европа, кој ви рекол немаме поима, Србите исто демек ние не сакаме. Дали со тоа би им се загрозило домашното првенство, дали некои финансии од клубовите би им паднале, не знам, меѓутоа во моментот како наша желба тоа е одлично, мада таму ќе учествуваат еден-два тима. Што добиваме ние? Ние како овој би добиле, например, да речеме, некој, условно кажано, балкански фудбал да го гледаме подобро. Например, да дое Динамо, да дое Партизан, да гледаме како таков, вместо да го гледаме Јувентус или некој друг тим. Сега, пошто сме ние најдоли у таа приказка, нас не одговара, али за жал другиве клубови го одбиваат. Од кои причини они знаат. Од Динамо не сака дека си игра во Лига Шампиони. Предпоставувам дека е тоа ради финансиите.
Претпоставувам дека ради финансите, а таа лига како една перспектива би била добро. Меѓутоа треба некој да застане финансиски. Меѓутоа, јас повторно ќе прашам, дали се работи за лига од 18 клуба кои ќе играат секој со секој, пример, 18, нека се 15, 12, 20, значи не е важно, или ќе биде по групи, ако е по групи не добиваме ништо. И ја мислам дека е тоа замислено исто како што беше АБА лигата у кошарка. Претпоставувам, најверојатно што го споменавте Дојчиновски од Федерација подобро знае. Мислам оти е направено како некое паралелно првенство да се игра у некој период секој со секого како лига. Со тоа што, например, би се одиграле, не знам, 20 утакмици. Ако е тоа така и во ред. Меѓутоа, они у старт више као предлог, сега слушам најновите се прават, не учествуваме, а не може без тие тимови. Ние ако не сакаат хрватите, словенците, србите, со кој да играш? Нема со кој. Ние Црна Гора и Косово. Нема шанси. Истата таа ситуација се среќава, еве, проблеми во лигиве национални, и Бугарија има паднати и таму, мислам, у овој дел. Убаво би било нешто такво, меѓутоа треба да се осмисли, а од друга страна финансите се ја мисли че е главна причина. Можно ли е, ај хипотетички малку, можно ли е на билатерален план да направиме ние некоја лига со евентуално 5 клуба од Бугарија, 5 клуба од Македонија? Не верувам. Или Србија нека влезе? Не верувам. Такво мислам оти више друга. Многу пати таква една идеја на времето Холандија и Белгија правеа. Да. И дојде пак некој суети или лични работи и до заклучок дека од тоа не може да биде. Така и ова кај нас, например, не верувам дека може да се деси. Нешто пошироко би можело да дојде, меѓутоа пак викам, мора да застане за тоа УЕФА, односно финансиите да бидат затворени као такви, за да може да имат интерес клубовите зашто би играли. Кажи ми, како го гледаш, поминува време брзо, кој е фудбал го прашање, каде е грешката, како може Македонија да тргне напред? Па вака, едноставна е како... Извини, значи само ќе го дополнам прашањето. Имаме центри кои што не постојат. Да. Кораб беше добар втора лигаш на времето, или Македонска лига. Охрид не постои, Дебар не постои, Македонски Брод не постои, Струга веќе не постои. Беласица е трета лига, Пандев е втора, Беласица втора исто таму. Куманово нема прва лигаш. Одамна. Борец нема. Одамна. Како да ги вратиме тие центри? Можно ли е Федерација да направи нешто тука? Прво и основно, мислам, има простор и можност. Значи, прво мора да се постават луѓе што ќе знаат како тоа да почнат да го изведуваат. Значи, на места што се клучни за водење политика и поставување на фудбалот може. Федерацијата може да помогне у тој дел. Бидејќи истоат одредени фондови на УЕФА, има можност да се организира маркетичка служба која би го направила. Нема лига у регионот која што не добива пари од некои телевизиски куќи. У Грчка секој клуб добива по 2,5 милиона евра минимум годишно. Организирано преку кладилници и не знам томболи тоа. Во Чешка е истото, во Аустрија е истото. Значи има една структура која знае како тоа да го изменаџира и да го направи. Тоа е еден помош на клубовите. Тука федерацијата може да се уклучи и клубовите исто да знаат дека тоа што го прават треба да даде резултат. А за такво нешто потребни се две работи. Учител и школа, терен и тренер. И да се постават луѓе што вистински ќе сакаат да си ја работат работата. Да нема, да речеме, заради тоа што овој бил на овој, тој на тој, да се постават такви, тоа ќе даде резултат. Основата е тоа, конкуренцијата на квалитетот се раѓа и завршува. А помошта од федерацијата има можност, меѓутоа треба пак и од клубовите да потикне, за да може некој сето тоа да го стави. Кога ги спомена клубовите, јас и уште една мана наоѓам на клубовите. Во статутот на Фудбалската федерација постои како тело Сдружение на прволигачи. Така. Кое што би си го земало првенството во своји раце, значи во прв степен, дисциплинска комисија, делегирање на суди. Никој не им брани тоа да го направи. Зошто клубовите не се организираат, ми е прашањето? Па тоа исто како, например, да имате синдикат на
не знам. И чекаш некој да ти го Чекаш направи. некој другото. Никој не му брани тоа да го направат. Затоа федерацијата уопште не е крива. Значи Не е крива федерација. самите го имате, организирајте си го клубовите и тоа е многу јака здружение. Секаде они им кажуваат на федерацијата што да прави. Така. Оти по опис и попис на работите, федерацијата е задолжена за организација Така. на репрезентациите. Сето тоа друго може они да си го земат, да си го раководат, а они да доат као арбитри. Значи тоа ми е прашањето, дали имаш некоја претпоставка зошто клубовите не го прават тоа? Па ја од прилика знам едно време истото беше со советот на синдикати, кај нас фудбалерите заради свој права немаат направено синдикат. Едина држава е кај што нема синдикат на фудбалери. Сега имаме. Сега има формално, ја ви го кажам ова уште пред 20 години, кај што имаше почеток, дури FIFA продава и средства да се организира, меѓутоа самите играчи тешко им е 100 денара да одвоат од платата своја за да може да биде како чланарина, чисто формално за да може да постои едноставно здруженијето за да му дае помош за него. Предпоставувам дека на истиот основ е и ова што здружениево, затоа што некој рачуна сега ние сме со овој, вака ќе правиме, утре кога ќе бидеме со другиот така ќе правиме. А фактички И тоа е политички? Политички не знам, меѓутоа штета си прават сами на себе. Сами си прават штета. Ако ти ми е дадено правото да го организирам и мислам дека некој друг ми го зима, ќе го земам сам. Така. Зашто тоа не го прават, не знам. Меѓутоа можност никој не му пречел. Никој не му спречил. Никој не може да му спречи тоа такво нешто и навистина е чудна работа. А потоа сите се лутат по федерација. Да. Клубовите се незадоволни од работата на претседателот, Да. од генералниот секретар, и секој ќе им каже, ајде земи ти, па ја не можам. И па што можеш? Што сакаш? Има работи кај што треба, да речеме, да се критикуваат тие што работат у федерацијата. Се, Меѓутоа, бре. за оваа работа сами си се криви, треба да се изборат, сами да си го направат тоа. А добро е и таа тема да се отвори, за да се види и клубовите да почнат да функционираат. Прво и основно, најважно од се што треба било кое у федерацијата да направи, ако више да видиме на што сме, да се отвори буџет сегде. Кај нас лиценцирањето на клубовите е чисто формално. Не постои више во окружењето држава, кај што клубот, ако нема обезбедени средства, ева сте ова 4-та лига е, заврши приказката европски првак. Минимумот што треба да биде, да речеме у некои наши услови, 300-400 илјади, кај што гарантираната плата фудбалерот треба да зима, ако немаш обезбедено, те бришам. Колку ти има ќе останат? 6 нека играат. Со 6 игра. 6 играат. Да се види каде е, значи лиценцирањето да биде у вистинска смисла. И ќе почнеме да даваме некои резултати на тоа. Може ли да помогне ако комисијата за лиценцирање, лиценцната комисија на федерација, во оние делови на инфраструктурни што се стадиони и така натаму, рече од 2025 година нема резервни стадиони више, морате на свој стадион да играте. Така. И дали тоа ќе ги убрза работите? У инфраструктурата нешто би убрзало. Можда некој ќе оди или ќе опријави, не знам, нема можда. Можда сега сите градски, Филип Втори, како се вика, Випарена, не е важно. Ворете, меѓутоа, многу побитно е тој тим таму, битола нека игра утакмица у Европа, 2, 3, 5 на градски. Меѓутоа, многу побитно е да има таму терен кај што ќе тренира, кај што ќе се раѓаат фудбалерите, кај што ќе напредуваат. Тоа мора да го има. И од друга страна, мора да има обезбедено минимум финансиски услови за да клубот со тие играчи што ги има, ги исплати. Јас зборам за минимум, не зборам за нешто. Над тоа нема проблем. Меѓутоа, минимумот мора да биде задоволен. Ако е платата, да речеме, 500 евра на фудбалер гарантирана, клубот мора да покаже 20 фудбалери, тоа, пута тоа, толку изнесува. И ако има 8 тима, 8 тима. Ја мислам дека тоа, бар тоа може да го направиме. Ние, како гледаш на тоа, дека ние ги во Македонија, значи, според законот, сите клубови стана акционерски друштва, Така. а сите лежат на јаслите на локалните самоуправи. Имаме општинска лига, уствари, Да. во Македонија. Само општините плаќаат, акционери нема, Така. или во 90% клубови нема, и сите сега општината кој ни даде. Општината кој даде, општината и ќе е команда. Така. Треба ли тоа да го искоренеме некако? Па вака, за почеток, мислам тоа дури е забрането. Меѓутоа, у моментове од нашава ситуација позитивно. Меѓутоа не смее да трае. Тоа за старт да им се даде
што викаат додека проводи лигава да може да функционира. Али понатаму треба да се најде сигурен извор за прекратување. А постои можност. Постои можности, меѓутоа треба да се стават, ви кажувам, луѓе што ќе работат таа тема, нека отидат на 2-3 места у околинава, не треба поише да се види, има простор и можност. Еве сега и со некои нови закони гледам таму ослободување има, од плаќање преку даноци има можност како да се најде сето тоа да се собере и клубовите да имаат еден мир. Зборам за фудбалот. Можда за друго, ker они као спорт го кажуваат, меѓутоа за фудбалот да се собере еден минимум пари кај што ќе биде, да речеме, не знам, лига на Златна Копачка, лига на Бет Сити и сето тоа ќе биде у функција. Па тие телевизиски права ќе се дадат на нешто друго за реклама, да се обезбеди еден минимум услови од некои 300-400 илјади евра за наши услови, натаму нека имаат другите плюс, нека додае некој финансиер, спонзор. И друга работа, што кај нас тешко иде. Нигде нема само кај нас еден да е газда. У помаливе држави, Белгија, Австрија, Чешка, Маđарска, по 10 души се. И са 10 души да даваат по 3.000 евра месечно, тоа се 30.000 евра. Еден да даде 30.000 евра е потешко. Ама кај нас од некој суети тоа одамна не е профункционирало. Тоа е право акционерство. Тоа е право и еве као еден пример има можности, али за сега базата што им ја даваат општините на клубовите, мислам ти е позитивна додека не проводи. Да, ама ги прави и инертни. Ќе даде општината, ќе даде локалната самоуправа 50-100.000 евра и ќе тераме. Значи не мора да се мачиме ние да. И па тоа зависи од раководството на клубот што го води. Колку таа менаџерска фела кај нас колку ни недостасува во клубовите. Има ли премногу малку менаџери имаме што знаат да менаџираат клуб? Па вака сега, прво и основно е точно е тоа. Меѓутоа, ако ние не обучиме и не почнеме со некој, нема ни да го има. Значи во клубот, не случајно, да речеме, во клубовите сега што се на квалитетни велиги, не го викаат тренер, него менаџер. Он одлучува за све. Еве ти 100 денара, со тие 100 денара ти мораш клубот да го води. Дали ќе купи за еден играч или за два, на крај рачунот го испоставуваат, вреди, не вреди, што си направил, како си направил. Кај нас далеко сме тоа, меѓутоа како почеток треба да се постави, да се стават луѓе што ќе можат тоа да го прават. И од друга страна ви кажувам како помош од федерацијата кај што може да се организира, да се соберат општествено потребни некои работи кај што може да се помогне за фудбалот. Не знам дали уште постои во законот, дека секоја компанија има и општествена должност да помогне и така натаму во спортот, во културата. И он некој одлучи кај сака. Некој одлучи каде сака. Имаше некој предлог, меѓутоа тоа беше партиски сега предизборна кампања или што ти не знам. Нели да се ослободат од данок оние компании кои што би вложиле во фудбал, дали 20, 35, 100%. Не е важно. Тоа може би донело пари во фудбалот. Што мислиш? Ја мислам дека има можности да се донесе пари во фудбалот. Меѓутоа, бара луѓе што ќе го сето тоа состават, а има. Има можности, одредена сума пари, например, сега правиме вака во Македонија 10 тима се прволигашки. 10 милиона евра да се обезбедат. Не се многу. Не се многу пари. Како ќе се обезбедат тие и како ќе се продадат. Сето тоа треба да го направат луѓе што знаат, што виделе, што можат да го направат. А има можности. Пошто еве пример ви кажувам, тоа е еден минимум кај што може да се заврши кај нас. Го има и во Грчка, го има и во Чешка, го има и во Австрија, го има и во Маđarска. Тоа секаде функционира. Секаде функционира и таа помош е идеална. Ти има, например, клубови во Грција кај што, да речеме, 7-8 тима кои 80% име од буџетот тие пари се. Тие големите што се 5-6 тима, тие имаат плюс додатно. Меѓутоа овие функционираат. Истото важи и за Чешка. 3 милиона зима секој тим од организацијата на делот на тој. Зошто кај нас не функционира? Што сме ние? Заостанати сме? Што сме? Као народ? Што суета премногу? Политика? Кај нас имаме работи што треба да една за секојаш, за да може да тргнеме напред, да се тргнат. Значи, на места што се витални за функционирање, треба да се постават луѓе што знаат да ја работат работата. А не ради тоа што тој бил на овој или овој бил на тој. А како да дојдеме до тие луѓе? Па сега тоа е избор. Луѓе ги има. Абе изборот е... Луѓе ги има, него. Изборот е на тие што раководат. Значи, за да
кога одговараш, ти поставуваат услов, треба да направиш некој резултат, ти самиот си тој што треба да одлучиш кого ќе го постави за таа работа. И нормално да имаш одговорност. Кај нас се сменија 5 влади до сега у сите тие. Сите ги критикуваат претходните, а ако ќе дојдат, истите работи ги повторуваат на претходниците. Значи еднаш треба да се смени тоа. И секој да стои за таа одговорност. Така. Без одговорност нема ништо. Нема ништо. И нема колективна одговорност. Не само да го кажеш како збор, одговарам. Со што одговарам? Со хипотека на станот? Ја одговарам, немам резултати, ја одговарам. И ја ти си одам. Не, ама не си оди, одговарам. Како одговараш? Одговараш ако си ја ставил куќата под хипотека, па ти ја зема. Тоа е одговорност. Или пријатно си одам, никој да се ај. Само викам ја одговарам. Одговараш со овде. Не може сите да не си. Со што? И основа е тоа, значи да се почне да се одбере. Колку имаме, какви имаме, тие се. Меѓутоа да се одберат стварно тие што можат да ја работат работата. Па други така им се, ако не се допаѓа, нека барат да се приклучат и они. Значи некој треба да повлече тоа. И тоа не мора да е ни дури ни фудбалер, ни поранешен. Не мора да е. Зашто, например, ако дое Рингов или Дарко Панчев, нема да го викнат таму да даа голови, завршило голови давањето, го викнат да ја раководи таа структура. Знаеш да правиш пари или не знаеш да правиш пари? Знаеш да го организираш, имаш луѓе, имаш контакти, изволте завршија. Па нека дојде менаџер, има менаџери, економисти што можат истата работа да ја направат. Меѓутоа бара знаење и контакт, па ќе ги споиш едното со другото и на крај ќе даде резултат. Тие ништо не се попаметни од околу кај нас што го прават. Нашле средства кај што може да биде у функција. Па затоа реков да дали сме заостанати, ние не знаеме што е работа или изгледа нешто има. не е во ред. Ако некого, јас пак викам конкуренцијата е основа, ако некого не го тераш да тоа го прави, има одредена сума што иде преку УЕФА, кај што нема обврски за понатаму на клубовите, он е мирен. Подмирува сите трошкови што си имаат, меѓутоа сега збориме за овој дел кај што треба да постигнат клубовите. Таму више е друга приказка. Ама тоа не значи дека он не треба да се да потруди се да ангажира. уште повеќе пари. Тие се негови членки, не ради нив постои федерацијата, тоа е Зашто тоа. да претпоставиме дека €1.000.000 се доволни за да функционира убаво еден клуб кај нас. Да, за почеток сега збориме у нашиот случај. Меѓутоа, тоа не значи дека ако донесеш ти €5.000.000 во клубот, ти купиш подобри играчи, па ти искушиш во Европа, па ти Лига Шампиони, Лига Европа, ќе донесеш уште пари, така се станува. Ни Реал Мадрид, ни Манчестер не биле ова што се на почеток. Тоа е точно, јас што го викам, само не смеат да се ослонат сега клубовите, па сега некој да му дава на готово оно тие да троши. Значи тоа е еден почеток, една помош. Може нема да биде, нека биде 500.000 за клубот. Да почне секој, еве како што е на пример Премиер лига. Секој клуб што влага у Премиер лига има €60 милиона старт. Према резултатот. И Ами сега што излегува да... Не, тој што излегува нема. Само 3 милиарди и 300 е буџетот на Премиер лига е. Ја преиде НБА. Што значи дека системот на функционирање е поставен така. Секој прволигаш енглески у старт има €60 милиона гарантирани. Тоа се милиарда и 200. Према бодовното салдо и резултатите од табелата добиваат до 120-130. Тие се пари што ги обезбедува Премиер лигата. Друго, клубовите, акционерите не седат само на тие пари. Зголемуваат капиталот, меѓутоа тоа се големи средства. Истата таа сега ситуација пробаат и почињаат више да ја работат германците. Шпанците се уште се малце подалеку, али у секој случај дава еден резултат на организација на тие што се први лиги. Може ли Фудбалска федерација да мотивира, како најголема федерација и најбогата во Македонија, да ги мотивира клубовите со некакви награди за освоено прво место, второ, трето? Може и тоа е добар предлог, меѓутоа побитно и поважно ми се чини за функционирање, иначе сегде го има тоа. Секој тим, на пример, да речеме, прво, второ, трето место има одредена сума што му ја дава федерацијата. Кај што е тоа организирано, се знае. Кај нас не постои. Финансиска надокнада за освоени бодови не постои. Така, може ли Фудбалската федерација, сега се фатим за Фудбалската федерација, значи нека ми простат луѓето, не со никаква намера, него едноставно како најголема и најмасовна федерација во Македонија и најбогата, ќе повторам пак, да иницира, можеби, да стане водач на сите други помали федерации, за да се издействува некој закон од владата. Па вака сега, федерацијата наша што е, сега мислам, у основа вика обврските, меѓутоа морална одговорност има да помогне на своите членки. Се што ќе направи за
клубовите, збориме се како фудбалска федерација. Се што ќе направи, ќе си го подобри и својот рейтинг, и имиџот, и квалитетот, помагајќи им на клубовите. Може да се разговара. Ја викам стално, секој човек што е представник може да разговара со било која влада, оваа или стара, нова, не е важно. Во фудбалот треба да биде една влада што ќе биде за тие. И може да се најде еден траен начин или закон кај што ќе се обезбедат едни услови за тоа. Кога може да се возат пензионерите бесплатно, кога може да се идат, може да се најде некоја можност за фудбалот конкретно, една сума кај што би била, ја ви кажам, за стартот да може да дојде. Као пример, да не се плаќаат суди и службени лица. Тоа е најмалце што може да го направат. Збором. А има можности како сето тоа да се прибере, да не биде у загуба федерацијата. Тоа е најмалце што може да постои. Федерацијата може да си бара спонзори? Во ред, меѓутоа, знаеш што, да не ги измешаме лончињата. Федерацијата, значи, треба пак да остане на некој начин одвоена од клубовите, али да им помага. Значи, да се организира. Ево ова што го збориме, значи, премиер лигата, тоа е еден тип, што го викаме, као здружение на прволигашите. Помага, се формира и после ги остава да функционираат како што треба. Може тука да помогне со одредени проекти преку УЕФА, преку ФИФА, се тоа. Еве се градат 5 стадиона во Македонија. Тоа е одлично. Меѓутоа, треба да се продолжат и со овие други ситуации кај што трајно ќе има. Оти најскапо од се е јадењето, пошто секојдневно треба да го трошиш. А за клубовите, секојдневните плати што треба да ги даваат и трошковите, мора од некаде да ги има. Сега да кажам, се прават 5 стадиона, колку што ја знам федерацијата својот дел од работите го заврши. Така. Меѓутоа, сега локалните самоуправи ја кочат работа. Требаше оној да ги направат трибините и слично. Не работа. Сега не можеме да нема за тоа, фала Богу, па не. Се што било од нивна страна е завршено. Дали може, сега прашање дали федерација може да притисне некако? Не верувам, оти сепак федерацијата нема моќ политичка или извршна да може да делува на тоа, али условно кажано со тој што бил подпишан договорот, може некако да го условува, не знам како. Па тоа се... А тие се све мање више општини. Да. Тоа е проблемот. Меѓутоа, у секој случај, добро е нивната работа што е завршиле. Сега тие што се треба да имаат совест и надлежни за другиот дел од работата, да се најде начин како да го завршат. Се, при крај сме. Отиде времето. Колку има политика и колку е таа кочница за развој на фудбалот во фудбалот? Па вака, политика има у секојдневието, политика има меѓу мажот и жената, политика има секаде. Што значи дека составен дел на животот е политиката е. У спортот, у фудбалот ми се чини дека политиката треба да биде настроена и ради себе, и ради тие, пошто најдобри амбасадори се спортистите. Фудбалот е еден од најпопуларните спортови. Политиката треба да настојува, меѓутоа да биде, како да кажам, почисто. Да си бидат луѓе што стварно заслужуваат. Политички нека си ги ставаат таму на други места административно, дека треба да бидат луѓе стручни што треба да си ја вршат работата. У некои ситуации сега тоа не може да го одвоиме, меѓутоа дека има и ќе има, тоа било и ќе остане. Добро, можеби нека стават они политички човек, меѓутоа нека биде мотиватор за развој на фудбалот. Јас да сум би направил, например, со промена на секоја влада, министерско едно место кое што има, председателот на федерацијата да го бира... Па министерско место да има, пошто како еден буџет од 3-4 милиона евра што го има, нека биде, затоа што на фудбалот или на спортот уопшто увек треба да е со тие што се на власт пријател. Така да тој министер што ќе работи во една таква влада многу поише може да направи отколку да речеме председателот на федерацијата да биде некој од опозиција. Так. Тоа е реалноста за жал. Така е. Добро, за крај. На крај сме на емисијава, имаме уште 2-3 минути. Какви се твоите очекувања за 2017 година фудбалски? Па вака сега, годината отидува со неа, отидуваат проблемите, да се надевам и да имам и желба нормално да биде што подобро. Да почнат работите да се поставуваат како што треба. Значи, да се рачистат ситуациите кај што луѓе, ако кој треба, како треба да се постават квалитетни луѓе. Нормално, со тоа ќе почне некој прогрес. Тие што се
председатели, газди на клубовите, да знаат што инвестираат, како инвестираат и нормално се надаме дека ќе дојде подобро време. Мора да дојде ако се работи. Ако се постават работи и се работи квалитетно, се одберат луѓе што знаат и можат, има простор. Не сме ние Африка, ние сме сепак у Европа, имаме можности од некој да учиме нешто, да прифатиме и да најдеме некој модус кај што ќе тргнеме напред. Значи, очекување дека ќе биде подобро. Мора, тоа надежта е таа што до крај ќе биде. Полошо каде веќе? Не, има, никој пат не може да кажеме дека не може да меѓутоа мора да се надаме, али прв и основен услов е да почнеме работите да ги и чистиме старото што нечи да се тргне, да се постави тоа што вреди и да се оди напред. И клубски и репрезентативно. Толку, ватко емисијата заврши. Јас ти благодарам на учеството, ти благодарам пред се што остави обврски дома за да ми гостуваш. И се надевам дека после 2 години доаѓаш увек. Од прилика тука некаде. Од прилика тука некаде. Се надевам дека нема да чекаме сега 2 години. Дај Боже. Дај Боже да бидат да збориме за некои теми што ќе бидат подобри, убаво е да се разговараат, да се пренесат некои искуства, нешто што треба да се помогне, да се од нашето искуство или некое знаење да го пренесеме, да даде резултат. Јас мислам дека направивме едно сиже на она што беше во годинава фудбалска и на она што не очекува, на она како би требало да биде, значи се она што го испланиравме можда за емисија го патиме, освен ако остава нешто да кажеш, јас не те прашам. Ништо, се е кажано, се е направено. Основни 2 работи има за секаде во животот: конкуренција и одбирање на луѓе прави што треба да ја вршат работата. Ако конкуренцијата ги елиминира тие што не чинат, автоматски ќе доеме до некој резултат што ќе биде добар за сите. Така, тоа е тоа. Јас ти благодарам, ние користам приликата и честитам новогодишни празници, среќни новогодишни празници, се најубаво во 2017 година. И јас на вас и на сите ваши гледачи и на цела фудбалска јавност на Македонија. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена. Јас ќе искористам прилика на сите граѓани на Република Македонија да им честитам среќна 2017 година со желба фудбалот и спортот воопшто во наредната година да не биде многу подобар од колку што е сега. Се гледаме во следната година.